не сметаме дека беше пратена доволно јасна и остра порака за тоа кој е виновникот за политичката криза во Република Македонија. Потребно е меѓународната заедница многу јасно да посочи дека злосторничкото здружение ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ се тие кои што ја направија оваа политичка криза во Република Македонија, го укинаа правниот систем, правната држава и секојдневно ги кршат човековите права во земјата. Ние со ова писмо сакаме да направиме дополнителен притисок и да го спречиме распишувањето на изборите кое што нели злосторничкото здружение има намера да го направи во текот на утрешниот ден. Затоа и ги одржуваме, ги организираме протестите денес во 18 часот пред Собранието на Република Македонија. Господин Маркевичните протести имаше и повредени. Што треба да се направи сега за да се смири ситуацијата и за да се средат работите? Во која смисла сметате дека треба да се смири ситуацијата? Зато. Граѓаните имаат уставно право на протести. Граѓаните вчера го покажаа својот револт за сето она што им се случуваше години наназад, за сите прекршување на правдата и човековите права. Граѓаните вчера покажаа дека оваа власт веќе не е легитимна и дека треба да си оди. Граѓаните покажаа дека последниот чин на Ѓорги Иванов, кој што нема да го наречам председател, представува грубо кршење на човековите права. Вчера полицијата приведуваше луѓе, а господинот Ѓорги Иванов амнестираше криминалци. Луѓе кои што ги злоупотребија своите службени овластувања, луѓе кои што ги користеа државните ресурси за исполнување на своите лични интереси. И од тука протестите ќе продолжат. Секој ден во 6. Дали имате информација што се случува со приведените граѓани? Приведените се се уште задржани во полициските станици, обезбедена им е бесплатна правна помош, се очекува до крајот на денот да бидат пуштени. Од она што јас го знам од нашите адвокати е дека нема основ ниту за прекршочна, а камоли за кривична постапка, бидејќи најголемиот дел од нив биле фатени, односно приведени при бегање, значи не успеале да избегаат на време кога се случи оној сендвич помеѓу полицијата и демонстрантите, ниту еден не бил фатен во толпа. Но ќе видиме и затоа јас го споменав тоа претходно, дека предупредуваме да не се случи истото сценарио од 5 мај 2015 година. Само за појаснување, значи ова нашиот трет пат поред не е никакво барање за странско зашеметелство, туку или за вмешување, туку ова е враќање на почеток. Да не заборавиме, носителите на суверенитетот на Република Македонија се граѓаните на Република Македонија. И тие граѓани на Република Македонија бараат Македонија да се врати демократија. Ние знаеме дека меѓународната заедница, тоест нашите пријателски земји од ЕУ и од НАТО, би ни помогнале во ситуација кога ние би се справувале со надворешен окупатор и исто така бараме од нив да ни помогнат сега кога се справуваме со внатрешен окупатор.